Поднесено обвинение против поранешниот директор на службата за општи и заеднички работи Васе Доневски и собственикот на Секјуриком Волфганг Гампер за 11 милионскиот тендер за одржување на владата од 2015 година. Обвинителството бара продолжување на куќниот притвор за Васе Доневски, а за австриецот Гампер, кој се наоѓа во бегство, со решение е определена мерка притвор сметана од денот на неговото пронаоѓање и лишување од слобода. Во периодот од јуни до август 2015 година, првоосомничениот како директор на владина служба, подпомогнат од второосомничениот како собственик на правно лице, свесно и со умисла, ги пречекориле границите на своето службено овластување со намера да прибават значителна имотна корист за собственикот на правното лице и за правното лице. Соопштуваат од обвинителството и додаваат дека осомничените ја избегнале должноста да побараат согласност од Советот за јавни набавки, а учесниците во подготовката на тендерската документација се јавуваат и како понудувачи во постапката. Доневски се товари дека со обезбедени изјави за заинтересираност на 7 компании ја заобиколил обврската да побара согласност од Советот. 4 од заинтересираните 7 фирми се на ист собственик, а останатите 3 се тесно поврзани. Па така, Секјуриком била единствената фирма која покривала 5 дејности меѓусебно неповрзани, а со тоа и единствената што ги исполнила условите за учество на тендерот. На истрагата на финансиската полиција предходеше кривична пријава на компанијата Land Service против Васе Доневски, Гампер и останатите фирми која направиле привидната конкуренција. Гампер пред македонските медиуми во септември лани рече дека не е нелегално да се поседуваат повеќе фирми. Сега, собственикот на Секјуриком е недостапен за органите на прогонот и се бара со меѓународна потерница, а надлежните институции до овој момент не одговорија на нашите прашања кога и како Гампер ја напуштил Македонија.